Даниеле Беле, 89, и вели: те молам за твое мислење и препораки за жени во менопауза од храна до вежба. Даниела, препораки, ништо поразлично тоа што до сега го зборував и со претходните прашања поврзани со бременост, за редовноста на исхраната. Она што е многу важно е дека во менопаузата се случува, нели, да естрогенот го нема во толкови количини колку што треба да го има. Дополнително тука може голем проблем да биде ако вишокот на килажа е во добри количини, а тоа значи ако се работи за над 5 килограми вишок на килажа, дополнителен проблем ќе се создава, затоа што не знам колку знаеш дека масните клетки како клетки се лачат преку 100 хормони. И доколку се полни, односно доколку веќе се зафатени со некаква материја, односно со масти внатре, тоа значи дека лачењето на тие хормони ќе биде многу отежнато. Меѓу другото, тука има еден многу важен хормон, аденопектин, кој што хормон е одговорен за така речено долговечноста, и е потврдено дека луѓе кои што живеат многу долги години имаат големи количини од овој хормон. И при тоа кога имаш ти намалување на естрогенот, кога имаш можеби пореметување на килажата и немаш доволна и правилна функција на хормоните кои што произлегуваат од масните клетки, тогаш се јавува голема дисфункција во телото и тоа пребродување на менопаузата е се потешко. Многу поголеми шокови на ладно-топло ќе се случуваат, на можеби емотивни премрежја и така натаму. Не можеш да го избегнеш тој период, само можеш да си го олесниш пребредувањето. Затоа нема друго решение освен да имаш една поквалитетна исхрана, која што ќе подразбира, за мене квалитетна исхрана подразбира да имаш појадок у првиот час најдоцна од будењето, да имаш редовност на оброци на некои 3 до 4 часа, да пиеш доволно вода и на тој начин да го снабдуваш телото со доволно градежен материјал за да може да ги обслужува сите процеси и на тој начин да не дозволуваш телото од страв дека ќе нема доволно градежен материјал да чува масти како резерви на енергија. Многу едноставна формулата, но обично луѓето сакаме да ја најдеме тајната и да го најдеме тој пократок пат и нешто што е токму за нас создадено. Има време додека тоа дојдеме, се уште науката не е до таму отидена, затоа пак ќе речам и како претходно, не си ги комплицирај работите и животот во делот на исхраната.